Нашата смиреност Петар, по милоста Божја, митрополит Преспанско-Пелагонички и администратор австралијски и новозеландски. На сето свештенство, преподано во нашето и верните чеда во Преспанско-Пелагоничката и австралијско-новозеландската епархија и ми испраќаме мир и благослов. Поздравувајќи ги со радосниот поздрав Христос се роди. Денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ, ќе најдете повиен младенец кој лежи во јасли. Радувајте се, браќа и сестри, Словото стана тело. Радувајте се, млади и стари, Бог стана човек. Радувајте се, најмили наши, со нас се Господ Христос се роди. Возлюбени браќа и сестри во воплотениот Бог, Бог стана човек, Словото добива плод, невидливиот стана видлив, Божиот син стана син човечки. Да го подготвиме патот Господов во душите своји, во срцата своји и во животот свој. Бог е на земјата, човекот на небесата, ангелите им служат на луѓето, а луѓето се во општење со небесните сили. Демоните бегаат, клетвата е симната, гревот исчезнал, заблудата изгонета, вистината триумфира. Природата, од која херувимите го пазеле рајот, денес се соединила со Бога. Христос се во плод, со трепет и радост, да се развеселиме, да се радуваме, зашто повторно се распрснува темнината и пак се јавува светлина. Луѓето кои седеа во мракот на незнаењето, нека ја видат големата светлина на знаењето. Доаѓа Мелхиседек, родениот без мајка, се раѓа без татко. По првиот случај без мајка, во вториот без татко. Се нарушуваа законите на природата. Христос заповеда да не му се спротивставуваме. Безкрајноста и недофатливоста на небесата одеднаш е сместена во Витлеемската пештера. Копнежот и исчекувањето на многу генерации пророци, праведници веќе е повиен во јасли. Словото Божјо што слезе од небесата и стана тело, сега се слуша во плачот на новороденото дете, на Божиот младенец. Да се радуваме и да се веселиме, браќа и сестри, зашто со нас е Бог, зашто Христос се роди. Возлюбени празниколюбци, возлюбени Божикни сорадосници, Божике, настапи празникот, мајката на празниците и се исполни со радост вселената. Овој празник е за торжество на сите добродетели, корен и извор на сите наши блага. Празник преку кој небото се отвори, преградите падна, мракот се распрсна, светлината блесна. Небото прими естество произлезено од земјата, земјата го прими оној кој почива на херувимите. Робовите стана слободни, непријателите чеда. Преку овој празник е уништена продолжителната омраза и долгата војна и настапи мир, одамна очекуван од ангелите и посакуван од праведните луѓе. И светиот апостол Павле воскликнал, велејќи, зашто он е нашиот мир, кој од двата народи направи еден и ја разруши преградата што беше меѓу нив, откако со плотта своја го уништи непријателството, а законот на заповедите и одредбите ги обесили, за да создаде во себе од два еден нов народ, воспоставувајќи мир. Ова е почеток на нашата природа, вооружување на нашиот цар. Кон божикната радост што чувствувале земните созданија, се присоединили и небесните, ангелите, кои пееле слава на Бога во висините на земјата, мир и меѓу луѓето добра волја. Браќа и сестри, нашата света црква еви и нас не повикува да земеме учество во оваа неизмерна радост. Дојдете верни да видиме каде се роди Христос, да го следиме патот по кој
врвеше звездата со мудреците и сточните цареви. Таму ангелите го воспеваат непрестајно, пастирите пеат песна достојна, велејќи слава на висините, на оној што денес се роди во пештера од Дева и Богородица, во Витлеем јудејски, во љубени чеда на раѓањето Христово. Синот Божи преку Дева Марија Богородица можеше да стане човек во сета негова полнота, а на тој начин станувајќи на се сличен на првиот Адам, да биде роден како тој, безсемено и првиот човек да го искупи од гревот. Зашто? Како што од Адамовото ребро ја создаде жената така од присно Дева Марија и Богородица, позајмувајќи тело и примајќи го, се роди слично на првосоздадениот безсемено, како што Адам низ преста постана почеток на нашето раѓање во распадливост и смрт, така и Христос Бог преку исполнувањето на целата правда стана почеток на исполнувањето на целата правда, стана почеток на нашата природна во безсмртност и нетленост. Значи, Дева зачна и надразумно го роди во две природи, божествена и човечка, единиот Син, совршен Бог и човек, совршен Господ наш Исус Христос. Всушност, кај Христа постојат две раѓања. Едното раѓање е предвечно од Отецот вон причина, време и природа, а другото се случи од Пресветата Богородица преку зачнувањето во времето, но зачнување над законот, бидејќи зачна од Светиот Дух безсемено, заради спасение на човечкиот род, Синот и Логосот Божи се роди пред сите векови од девствениот Отец без мајка, а во времето се роди од Дева Марија безтелесен татко. И двете раѓања беа безстрасни и без да предизвикаат промена, бидејќи ниту Бог, Отецот со раѓањето претрпе нешто, ниту Пресвета Богородица со раѓањето ја загуби својата девственост. И двете раѓања се несватливи за човечката природа. Ние ја примаме откриената вистина дека Он се роди од Отецот без предизвикување измена од Богородица безсемено, без да ги обработуваме интелектуално овие факти, затоа што според зборовите на Свети Григори, богослововидот за сваќање на надразумната тајна може да го доведе човекот до лудило. Факт е дека двете раѓања даваат неопходната потврда дека човекот само преку Христа може да се спаси, бидејќи Христос ја поправи грешката на Адам и го одведе човекот до целта до која ќе стигнеше Адам доколку не сгрешеше. Возлюбени наши, во новородениот богомладенец и Спасител, кога Создателот виде дека пропаѓа човекот, кој го создаде од преголема љубов кон човекот, слезе од небесата по благоволението на Отецот. Бог Отецот го исплеќа Синот свој единороден на земјата да прими тело човечко и да ја возроди од греф остарената човечка природа и да го обнови образот, ликот Божи, помрачен од човечките беззаконија. О, каква длабочина на премудроста, правдата и љубовта Божја кон човекот. Бог со создавањето ни го даде највисокото нешто, тоа е образот и подобието, но ние не го сочувавме, го изгубивме. Сега доаѓа Логосот Божи, прототипот на нашето создавање, и го прима најниското, тоа е нашата природа, за да не ослободи од трулежноста и да го обнови садот кој се извалка и скрши, а исто така и за да не ослободи од тиранијата на ѓаволот и да не води кон нов живот. Како што учи свети Атанасий Велики, Синот и Логосот Божи
со своето во човечување прими најчисто тело од Богородица, но сепак страдално и смртно, за да го победи ѓаволот и смртта и за да стане прототип на новото создание. Наши возлюбени чеда, браќа и сестри христијани, Христос со своето воплотување и преку своите чуда покажа дека е Господар на природата, човекот, идолите и демоните, односно на сите нешта кои ние сме склони да ги обожуваме. Со тоа Христос не сакаше само да ни покаже кој е Бог, Господарот на небесата и на земјата, туку дека коренот на сите наши падови и страдања се наоѓа во погрешното обожување насочено кон созданието наместо кон Создателот. Какво е и зошто е тоа погрешно обожување? Ете, во нашата земја, иако се градат и осветуваат цркви за слава на Бога, истовремено и многу помасовно се отвараат казина, спортски обложувалници, разни ноќни клубови и така натаму. На медиумите, особено на интернет. Иако е достапна православна, духовна и религиозна содржина, многу позначително е пребарувана и посетувана содржината со соблазнителен карактер и друг духовен отров кој подлабоко и од наркоманијата го загадува современото општество, а особено најмладите. Еден од тие духовни отрови е тој што индоктринира дека денес модерно е да се биде хуман и либерален, да се биде поддржувач на така наречени заедници, организации кои пропагираат, читај, наметнуваат своји права и слободи, притоа газејќи и смејувајќи се врз правата и слободите на различните од нив, особено врз религиозните и уште подиректно врз православните христијани. Ете, поддржувањето на вакви создадени заедници, здружени и организации, често и од јавни личности кои имаат за цел искривување и изопачување на од Бога дадениот образ, се смета за модерно и напредно, додека пак да се биде поддржувач на Бога, на црквата, на христијанските и семејните вредности се смета за конзервативно и заостанато. Друго, денес исто така е модерно да се обрнува особено внимание и грижа на физичкиот изглед на човекот. Најчесто женскиот пол, а неретко и мажите прават разни хируршки, естетски зафати, операции на своето тело, не од реална здравствена потреба, туку единствено за разубавување кое често завршува и со унакажување. А пак оние кои водат грижа за разобување на душата, кои со духовни хируршки зафат, односно преку покаяние и исповед, и отстрануваат ненастоците од своето срце, тие се смета за прости и заостанати. Трето, модерно е, а било и од многу порано, да се посетуваат ноќни клубови, дискотеки и слични забавни места каде се конзумира многу алкохол, а често и дрога, и се случуваат разни неморални и богонеугодни дела под дејство на создателот на неморалот, сатаната. Додека пак оние кои го посетуваат храмот Божи во неделните денови и празниците, посетуваат свети места низ православниот свет, тие се смета за примитивни, заостанати. И секако, најмасовното обожување кон созданието е тоа кое е насочено кон парите. Укажуваме и нагласуваме дека не е грев да се биде богат со труд и честност, да се создава богатство и со него да се прават добри дела за спасение на душите. Туку такво обожување на богатството
koje dovedува до криминал, мито, корупција, ликварство, луксуз, бандитизам и со кое се стигнува во пеколот. Браќа и сестри, имаме избор. Достапен ни е Создателот, духовното, возвишеното, вечното. Достапно ни е и созданието, материјалното, трулежното, минливото. Наше е што ќе одбереме. Наше е кој или што ќе обожуваме. Наше е по кој пат ќе одиме и какви дела за нас ќе оставиме. Ние, како ваш настојател и владика, со скрушено срце и љубов, го молиме Богомладенецот Христа да допре до сечие срце, да го осветли патот на сите вас во нашата преспанско-пелагониска и во епархијата за Австралија и Нов Зеланд, а и насекаде во православието. Наши возлюбени, наши најмили во Господа. Не смееме и не можеме да го празнуваме рождеството Христово без Христа, да го славиме Божик без Бога. Оваа необична и преславна тајна на рождеството Христово не воведува уште подлабока тајна која се остварува на личен и љубовен план помеѓу Бога и човекот, а тоа е кога човековото срце станува сместувалиште на несмесливиот налик на утробата на Богородица и налик на Витлеемската пештера. Да продреме во таа тајна, да ги свртиме нашите духовни погледи кон Витлеемската пештера и со духовни очи да ги видиме Витлеемските јасли и да му се поклониме на Богомладенецот Христа, да го вкусиме благодатниот мир Христов и да го пренесеме во нашите срца, во нашите домови, да така, озарени од откривањето на оваа тајна, не само со нашата уста, туку и со целото наше битие да воскликнеме: Христос се роди, навистина се роди, ваш постојанен молитвени пред Христа Богомладенецот, нашата смиреност, митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор австралијски новозеландски Петар. Божик 2022, односно 23 година.